Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Светската банка ја ревидираше својата проекција за растот на македонската економија за 2025 година од 3% на 2,6%. Надолната ревизија продолжува и за 2026 година со очекуван раст на бруто домашниот производ од 2,7% наместо претходно проектираните 3,2%. Станува збор за сигнал кој произлегува од реалните економски текови, не од желби и политички маркетинг. Светската банка не се занимава со риторика, туку со економска логика, според која и во 2027 година се очекува раст од 2,8% и тоа треба да го земеме сериозно. Ако ја погледнеме и регионалната перспектива, Северна Македонија се соочува со уште еден неповолен факт. Нашата земја има најниска проекција за раст во регионот на Западен Балкан за 2025 и под регионалниот просек од 3,2%. Истовремено Светска банка забележува дека земјата се соочува со проширен фискален дефицит, слабење на трговската позиција, на номинално забавување на инфлацијата, но при тоа идентификувајќи домашни ценовни притисоци кои сигнализираат дополнителни ризици за стабилноста на куповната моќ. Сето ова упатува дека просторот кај Светска банка го детектира за брзо економско закрепнување е многу потесен отколку што се представува во јавноста од страна на владата. Почитувани, со ова надолна ревизија на проекциите, Светската банка укажува дека македонската економија во моментов не покажува динамика која би можела да подржи стапка на раст над 3%. Во таков контекст, проекциите за 3,7% или други 4% што ги слушаме од одредени владени представници се повеќе личат на претпоставки, отколку на факти произлезени од економска анализа. Најдобра потврда за тоа се тековните макроекономски индикатори, индустријското производство, како чувствителен барометар на реалната економија, кои покажуваат длабока, нестабилна слика. Од септември до декември 2024 година бележеше континуиран пат со минимален позитивен раст во јануари од 1,4%, за потоа повторно да се врати во негативна зона од минус 0,8% во февруари. Овие флуктуации упатуваат на отсутност на предвидливост и стимулативна економска политика. Истовремено имаме нарушување на ликвидноста кај компаниите, поради доснење на повратот на ДДВ и на исплатата на договорните обврски од страна на државата, што дополнително ја згаснуваат економската активност. Времето за кој фирмите чекаат наплата од државата по основ на ДДВ достигнува од 6 до 9 месеци, што е системски ризик која намалува стопанската активност. Што се однесува до средства од унгарскиот кредит, 250 милиони евра за приватниот сектор и 250 милиони за општините, се уште тие не се рефлектираат во агрегатните податоци. Доколку тие беа ефективно инкорпорирани во економијата, се очекуваше барем иницијален сигнал за инвестициска активност, но таков сигнал не постои. Дополнително, реализацијата на капиталните расходи на централно ниво изнесува само 13,55% до крајот на април, а кај општините просекот е околу 3%, со екстремни случаи и под 1%. Под вакви услови, очекувањето за раст од над 3% на бруто домашниот производ се економски неосновани. Ниту една економија не може да генерира раст без продуктивни инвестиции, било да се јавни или приватни. Затоа не станува збор за тоа дали бројките на Светската банка се точни. Станува збор за тоа дали сме подготвени да се соочиме со фактите. А фактите велат: тековната економска политика на владата не создава простор за здрав и одржлив раст на бруто домашен производ над 3%. А од друга страна, имаме владен модел во кој очекувањата се повисоки од капацитетите. Но дури и проектираниот раст од 2,6% нема да го почувствуваат граѓаните. Инфлацијата и понатаму ја нагризува куповната моќ. Индексот на трошоците на живот во првите 3 месеци од годинава се движи од 2,7% до 5%, додека цените на мало растат со слична динамика од 2,2% до 5,2%. Што значи дека основните производи стануваат се помалку достапни и поскапи.
Северна Македонија останува земја со најниски плати во регионот, а истовремено со едни од највисоките цени. Додека пак владините мерки за ограничување на маржите, онлайн објавување на цените од страна на маркетите, како и символичните обиди со новогодишна кошничка, останаа без резултати. Празничната трпеза за 1 мај ќе биде поскапа и поскромна за работниците. Почитувани, ако нешто е опасно за економијата, тоа не е надолната корекција на проекцијата на Светска банка, туку високата самодоверба во сопствените илузии. Време е да се напушти комуникацијата на желби и да се премине кон политика на резултати. Економијата не простува игнорирање на реалноста. Таа секогаш ги наградува оние што действуваат врз основа на факти, а не на желби. Ви благодарам на вниманието.